Со падот на температурата и стартот на новата учебна година, почнаа да се полнат здравствените ординации и болницата со заболени деца. Деновиве континуирано се зголемува бројот на заболените, како помалите, така и децата од предучилишна и училишна возраст, а има и хоспитализирани, информираат надлежните од детскиот оддел во Кумановската општа болница. Според началничката на детскиот оддел доктор Ферихан Байрами, првите симптоми што се појавуваат кај децата се покачена телесна температура, зголемена носна секреција и ретка надразителна кашлица. Потоа следи и длабока таква кашлица, што се симптомите со долни респираторни инфекти, ларингити, бронхити, пнеумонии тешки. Кај некои што се полесна клиничка слика со перостерапија или ампуларна кај матичните лекари, но тие што имат значително лоша клиничка слика ги хоспитализираме. На оддел сега за сега имаме околу 15 хоспитализирани, а на дневна болница ни се поголем број заради тоа што се зголемен бројот на школските училишните деца, тие се што почна со училиште. Имаме деца што на пример се од исто оделение, другари, што се стварно поврзани меѓу себе, а според резултатите што ги имаме, на пример микробиолошките или лабораториските анализи, сите се во склоп на граница на референтни вредности, нешто одстапување од нормала немаме. Периодов треба превентивно да се делува и повеќе да се посвети внимание на исхраната, односно да се внесуваат во организмот потребните витамини, порачуваат надлежните. Наша препорака како педиатри е сега заради тоа што променливо е времето, треба да се зајакне имунитетот со збогатена храна со витамини и минерали, повеќе овошјен зеленчук, прошетка и не собирање со децата што се болни. Ако примета случајно дека некој дете има некој симптом, покачена телесна температура или зголемена носна секреција, било кој симптом од насника, да се изолират за да не се шири во колективните центри. Обично во тие се шират многу побрзо и повеќе деца се разболуваат. Доколку се качува, наша препорака е според медицината треба на пример 38 со 5 да чека до тоа, ако се качи да се обилно внесна течности и антипиретик. Не треба да се плаша зашто треба да се лечи со антипиретица, не треба веднаш, меѓутоа ако 2-3 дена повеќе се потрае, тогаш да се бара помош од матични лекари, ако има потреба и кај нас да се упатуваат. За заболените и хоспитализираните деца на детскиот оддел засега се грижат 5 специјалисти и 2 специјализанти.